Неколку сериозни семејни и сообраќајни инциденти открива билтенот на секторот за внатрешни работи Штип за претходните 24 часа. Најдраматично било во Пробиштипско и Делчевско, каде главни актери биле пијан татко и агресивен син. Вчера попладне во Пробиштипско село полициски службеници од ОВР Пробиштип го лишија од слобода 61 годишниот ОН. Според пријавеното, тој околу 18 часот и 30 минути пред семејната куќа во селото се обидел со остар предмет да го нападне неговиот син, но бил спречен од соседот. При преземање мерки било констатирано дека таткото е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,17 промили алкохол во организмот. Лицето било задржано во полициска станица. Синоќа во Делчевско село полицијата го лишила од слобода 40 годишниот АЗ. Според пријавеното, тој неколку пати во последниот период во семејниот дом физички ја напаѓал неговата 59 годишна мајка и се заканувал при што ја заклучувал. При преземање мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 3,08 промили алкохол во крвта. На локалниот пат Пробиштип село Плешинци се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Пежо со пробиштипски регистарски ознаки и патничко возило Шкода Фабија со скопски регистарски ознаки. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил ММ, сопатник од возилото Шкода. Нешто малку по полноќ денеска 33 годишна жена од Кочани пријавила дека по вербална расправија била физички нападната од нејзиниот сопруг 34 годишниот ЕР од Кочани. Меѓу сите инциденти, билтенот соопштува и за пожарот во дворот на пуштена куќа во село Врсаково, Штипско. Во пожарот биле опожарени нискостевлести растенија и 2 гуми од тркала на приклучна земјоделска машина.